И покрај поднесената интерпелација, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска повторно не се појави на расправата за стратегијата за интеграција на бегалците и мигрантите во земјава. Во неизина одбрана зборуваше претеничката на СДСМ Фросина Ременски, која смета дека оваа дебата е задоцнета, бидејќи овој документ бил донесен од претходната владеачка гарнитура. Јас овие 4 дена, додека се водеше ова дискусија на комисијата, не земав збор намерно за да не направам грешка. Но ја проверив. Од збор до збор. Истата стратегија за интеграција на странци и бегалци во Република Македонија 2008-2015 година. И да биде поуверливо, Национален акцијски план, стратегија за интеграција на бегалци и странци 2008-2015 година. И бидејќи имаше говори тука, јас го слушав колегата Ѓорчев, претпоставувам, ќе ме дослуша да ги читам сите мерки од акцијскиот план. И да ги спореди, да види дали се истите. Не фрламе прав во очите на јавноста, туку само предупредуваме на она што би можело да се случи доколку бидат усвоени овие документи. Ова е стратегија со која ниту најбогатите држави не би можеле да излезат на крај, а не земја како Македонија, која има 218.000 невработени, реплицираше претеничката Ласовска. Оваа наша држава ги нема институционалните, финансиските капацитети да згрижи толкав број на странци и бегалци и мигранти. Да, се сложувам дека треба да имат хуман третман, апсолутно се сложувам во тоа, но кога би била стратегијата за транзит низ Република Македонија. Но вака, како што сте ја осмислиле стратегијата и акциониот план, јас верувам дека секоја општина ќе се изјасни спротивно на тоа што вие мислите. Стратегијата предвидува обезбедување на најмалку 100 згради каде што би живееле мигрантите и бегалците. Државниот буџет во рок од 2 години ќе им ги плаќа киријата и сметките, ќе им биде обезбедено бесплатно основно и средно образование, а ќе имаат право да бидат дел и од националните програми за вработување. Според овој документ, бегалците нема да мора да доставуваат документација од која земја доаѓаат, а кога веќе ќе бидат македонски државјани, ќе можат да ги повлечат и членовите на својата фамилија со нив.